Добре дојдовте на последното предавање од ниво А1 на YouTube каналот Германски јазик онлайн. Пред да започнеме, ќе ве замолиме за поддршка со subscribe на YouTube каналот и follow на Instagram профилот. На ова видео ќе зборуваме за предлозите во германскиот јазик, типовите на предлози и нивните разлики меѓу различните падежи, кои досега ги имаме учено. Ќе започнеме со пишување на сите предлози кои денес ќе ги учеме. Unten, bis, durch, seit, neben, gegen, beim, hinter, zu, aus, in, hinten, vor, ohne, oben, von, über, für, zwischen, ab, an, auf, bei, unter, ins, mit, im, nach, zur, entlang, vorne, am и zum. А во следните слайдови ќе ги преведеме, ќе кажеме за што се користат и ќе извежбаме голем дел на примери. Die препозиционен или предлози. Во германскиот јазик има предлози кои спаѓаат во само во еден падеж, например, само за акузатив или датив, а тоа се предлозите за време и предлозите за место. И има предлози кои спаѓаат во двата падежи истовремено или варираат меѓу акузатив и датив. По таа група се само предлозите за место. Како се одредува кој предлог во кој падеж спаѓа? Многу лесно, зависно од тоа дали глаголот има дејство во движење или во мирување. Ќе видиме пример. Во акузатив ќе спаѓа предлогот ако глаголот има дејство во движење, односно објаснува правец. И ако глаголот одговара на прашалниот збор wohin или кон каде. А во датив ќе спаѓа предлогот ако глаголот има дејство во мирување, односно објаснува позиција. И ако глаголот одговара на прашалниот збор во или каде. Да видиме по еден пример. Глаголи кои спаѓаат во акузатив, во овој случај се fahren, gehen, fliegen и kommen, или вози, оди, лета и доаѓа, и така натаму. Ich fahre nach Buchladen. Јас возам кон книжара.
А во датив, некои од глаголите би биле sein, stehen, essen и sehen, или глаголот sum, стои, јади или гледа. Сите тие глаголи се глаголи во мирување. Па пример би било Ich bin in dem Buchladen. Или скратено Ich bin im Buchladen. Јас сум во книжара. Ќе започнеме со предлозите за време, односно темпорале препозиционен. Темпорале препозиционен in акузатив. Предлози за време во акузатив. Предлози за време во акузатив се што во превод значи во и се користи кога кажуваме точен час. Например, 2 Uhr, во 2 часот. Следен предлог е für, што значи за. Zum Beispiel für 3 Minuten. За 3 минути. Трет предлог за време во акузатив gegen или околу. Се користи кога се кажува од прилика време. Например, gegen 17 Uhr или околу 17 часот. И друг предлог за време е über или преку. Например, über 15 Tage, преку 15 денови. Во долната табела ќе видиме пример за овие предлози. Für wie lange möchte sie bleiben? За колку долго сакате да останете? Die Party fängt 7 Uhr an. Забавата започнува во 7 часот. Следен пример. Ich glaube über 2 Wochen. Јас сметам дека преку 2 недели или мислам преку 2 недели. Am Samstag 10 Uhr kommt er. Во сабота во 10 часот доаѓа тој. Ich suche eine Arbeit für einen Monat. Јас барам работа за 1 месец. И последен пример. Ich komme heute gegen 17 Uhr. Јас доаѓам денес во околу 17 часот. А сега продолжуваме со предлози за време во датив. Темпорале препозиционен во датив. Во горната табела ќе ги кажеме предлозите за време во датив, нивниот превод, кога се користат и по еден пример. Првиот предлог е an, кој ако се користи an плюс dem, значи во машки или среден род, an се променува во am. Се користи пред денови, дел од денот, викенд, односно за кратко време. Например, am Montag, am Morgen или am Wochenende. Втор предлог е предлогот in или im, кога се зборува in плюс dem за датив. Се користи пред месец, годишно време, светски страни и слично, односно кога се зборува за подолго време. Например, im Januar, im Sommer, im Nord. Во јануари, во лето
во север. Следен предлог е предлогот von, кој значи во превод од, на пример von Montag, или од понеделник. И bis, кој значи до, bis Mittwoch, до среда. Овие два предлози најчесто се користат заедно во една реченица. Потоа следува seit, кој во превод значи веќе. На пример, seit einer Woche. Веќе една седмица. Vor, кој значи пред. Vor 3 Jahren. Пред 3 години. Следен предлог е предлогот ab, кој значи од. Ab 17 Uhr, од 17 часот. Nach, кој значи после. И пример е nach 3 Jahren, после 3 години. Bei и beim. Со исто значење, но beim со м буква се користи кога имаме by плюс dem. Во превод значат при или кај. Beim lernen или при учење, за време на учење. И последен предлог за време во датив е zwischen или меѓу. Zwischen 19 und 20 Uhr, меѓу 19 и 20 часот. Да видиме неколку реченици за пример. Haben Sie am Freitag Zeit? Имате ли вие во петок време? Ich bleibe von Samstag bis Montagabend. Јас останувам од сабота до понеделник вечер. Beim Frühstück lese ich die Zeitung. При доручек јас читам весник. In einer Woche ist den Urlaub. За една седмица е одморот. И последен пример, seit 2 Jahren lerne ich Deutsch. Веќе 2 години јас учам германски. А сега да извежбаме примери. Am Freitag muss ich arbeiten. Во петок морам јас да работам. Ab wann hat er Urlaub? Од кога тој има одмор? Er kommt zwischen 17 und 18 Uhr. Тој доаѓа меѓу 17 и 18 часот. Seit einem Jahr bin ich Arzt. Веќе една година јас сум доктор. Карл lernt von Montag bis Sonntag. Карл учи од понеделник до недела. Über 3 Jahren lerne ich Deutsch. Преку 3 години јас учам германски. Ich komme am Morgen um 9 Uhr. Јас доаѓам на сабајле во 9 часот. Meine Katze hat gegen 2 Jahre. Мојата мачка има околу 2 години. Ich möchte für 2 Wochen bleiben. Јас би сакал за 2 недели да останам. Im Winter er ist sehr nervös. Во зима тој е многу нервозен.
Wann sind Sie nach Dresden gekommen? Vor 6 Wochen. Кога дојдовте во Дрезден? Пред 6 недели. Nach 10 Uhr schlafe ich. После 10 часот јас спијам. Beim Frühstück lese ich die Zeitung. При доручек јас читам весник. А сега да направиме вежба, да видиме што сме запамтиле. Пополнете го зборот кој недостига од горе понудените зборови или предлози. Moja pomoć am Morgen bin ich müde. На Сабајле, јас сум изморен. Следен пример, од Сабајле до вечер јас работам. Von morgen bis Abend ich arbeite. Следна реченица, во зима многу врни снег. Im Winter schneit es viel. За една недела летам на одмор. In einer Woche fliege ich in den Urlaub. Ние можеме од 5 часот да правиме нешто заедно. Wir können ab 5 Uhr etwas zusammen machen. После работа тој спие. Nach der Arbeit schläft er. Пред работа тој спортува. Vor der Arbeit macht er Sport. И последна вежба за предлози за време, веќе 3 години живее таа во Хамбург. Seit 3 Jahren wohnt sie in Hamburg. Тоа беше за предлозите за време, а сега продолжуваме со вториот дел од ова видео, односно за предлози за место или локале препозиционен. Во германскиот јазик, за разлика од македонскиот, предлозите за место треба да бидат точно означени. Во оваа табела ќе направиме разлика меѓу предлози за место во македонски јазик и германски. Например, во македонски често кажуваме одам до продавница, но во германски треба да е точно означено и да се каже одам во продавница. Исто така, одам на кино треба да биде одам во кино. Или одам до WC, одам во WC. Во германскиот јазик има предлози кои спаѓаат во само еден падеж, акузатив или датив, како што кажавме, или во двата падежи истовремено, да варираат меѓу акузатив и датив, а тоа се предлозите за место. Значи предлозите за место може да ги има или во еден падеж, или во двата падежи, а предлозите за време ги има само во еден падеж, како што видовме досега. Или во акузатив, или во датив.
Во оваа табела ќе видиме некои од предлозите. Предлози за место само во акузатив се ф или за, уб исто за, оне без, дурх низ, а во датив се аус од, бај што значи кај или при, цу што во превод е кај, на или кон, мит со. А некои од примерите за предлози за место кои варираат меѓу акузатив и датив се хинта или позади, уба над, унта под и цвишен или помеѓу. Освен оваа табела имаме и останати падежи и останати предлози за место и ќе ги учиме во следните слайдови. Ова беше само за пример. Во предлозите за место имаме формирање на кратенки. Што е тоа? При некој случај, кај предлозите за време и место има формирање на кратенки. Кога има таков случај, мора да се користи кратенката. Например, предлогот an. Ако е an плюс dem, за датив се променува во am. Например, die Kinder stehen am Fenster. Децата стојат на прозор. Значи, во овој случај не можеме да кажеме die Kinder stehen an dem Fenster, туку се кажува кратенката. Втор пример, an се променува во ans, ако имаме an плюс das или среден род. Например, ich möchte ans Meer gehen. Јас сакам да одам на море. Auf се променува во кратенка aufs, ако имаме auf плюс das. Например, die Schere ist aufs Buch. Ножиците се врз книгата. In се променува во im, ако имаме in плюс dem. Ihr schwimmt im Schwimmbad. Вие пливате во базенот. In се променува во ins, ако имаме in плюс das. Например, ich gehe ins Kino. Ich gehe ins Auto. Јас одам во автомобилот. Предлогот bei се променува во beim, ако имаме bei плюс dem, например, war beim Arztin. Тој беше кај докторката. Zu се променува во zum. Ich gehe zum Bahnhof. Јас одам на автобуска станица. Zu може да се промени во zur, ако имаме zu плюс der, или за машки род, или во датив за женски род. Ich möchte zur Post gehen. Јас сакам да одам на пошта. И последен пример за предлог кратенка е von, кој се променува во vom, ако имаме von плюс dem. Например, wir kommen vom Flughafen. Ние доаѓаме од аеродром. Има и останати предлози кои поретко се користат како кратенка, и тоа über плюс das е übers, über плюс dem, überm, hinter плюс das, hinters, hinter плюс dem, hinterm, unter плюс das, unters, unter плюс dem, unterm, durch плюс das, durchs, vor плюс das, fors и многу други. А сега продолжуваме поделено по падежи, локале препозиционен и акузатив. Во оваа табела ќе кажеме предлозите
За место во акузатив, нивниот превод и кога се користат. Еден пример е ф или за и се користи кога се зборува за личности. Истиот предлог го имавме како предлог за време, а во овој случај го имаме како предлог за место. Следен предлог за место во акузатив или околу се користи кога се зборува за град, градба или некој објект. Потоа дурх, кој означува низ или преку, кога зборуваме за град, држава, градба, предмет и слично. Оне е без, кога зборуваме за предмети или личности. Потоа геген, кој значи спротивно или против, кога зборуваме за личности или објекти. Ентланг, покрај, за градба, објект или предмет. И нах, кој означува кон, кога зборуваме за држава, град, дом или некој правец. А во долната табела ќе видиме некои примери. Ich fahre nach Deutschland. Јас возам кон Германија. Am Strand entlang gibt es viele Hotels. Покрај плажата има многу хотели. Der Bus fährt durch die Stadt. Автобусот вози низ градот. Heute spielt Deutschland gegen Mazedonien. Денес играат Германија против Македонија. И die Kinder sitzen den Tisch. Децата седат околу масата. А сега продолжуваме со вториот дел од предлозите за место, кои спаѓаат само во еден падеж, и тоа предлози за место во датив. Во горната табела ќе ги имаме предлозите за место во датив, нивниот превод и кога се користат. Прв предлог е aus, кој значи од и се користи кога се зборува за држава, град или градба. Потоа von или vom, ако зборуваме за кратенка, во превод значи исто од, но се користи кога се зборува за личности, фирми, некои места и слично. Bei или кратенка beim, во превод кај или при, кога зборуваме за личности или фирми. Потоа zu, zum и zur, кои се со исто значење и во превод се кај, на или кон, се користат кога се зборува за личности, фирми, некои институции. Потоа mit, со, кога зборуваме за личности, и gegenüber, наспроти, кога зборуваме за некои градби или објекти. Да видиме пример. Zum Beispiel, ich komme aus Mazedonien. Јас доаѓам од Македонија. Ich bin bei einem Freund. Јас сум кај пријател. Ich gehe zu Fuß. Јас одам пешки, или буквално преведено на нозе. Потоа ich fahre mit dem Auto. Јас возам со автомобил. И последен пример, ich komme von der Arbeit. Јас доаѓам од работа. А сега ќе објасниме за последниот дел од предлозите за место, односно оние кои варираат меѓу акузатив и датив. Тоа се предлози кои можат истиот предлог да се користи и во двата падежи. Но како ќе се одреди кој предлог во кој падеж ќе спаѓа?
Како што кажавме на почетокот на видеото, зависно од тоа дали глаголот има дејство во движење или во мирување. Например, ако затив се користи за глагол со дејство во движење, за глагол кој одговара на wohin или кон каде, и пример за такви глаголи се fahren, gehen, fliegen и kommen, значи вози, оди, лета и доаѓа. А во датив имаме глагол со дејство во мирување, глагол кој одговара на прашањето во или каде, например sein или sum, stehen или стои, essen, јади и sehen гледа. На овие две слики ги имаме истите предлози за место кои варираат меѓу двата падежи, но објаснати со слики зависно од тоа дали се зборува за движење или во мирување. А сега да ги кажеме кои се предлозите за место кои варираат меѓу двата падежи. Првиот е предлогот in, кој како кратенка може да биде како im или ins, што во превод значи во и се користи кога се зборува во реченица за некоја држава, град, градба или улица. Следен предлог е предлогот an, кој како кратенка може да се користи како ans или am, во превод значи на или до, а се користи за две работи. Прво, ако зборуваме за вертикален дел, например, на зидот или на вратата. А второ, може да се користи за аеродром, автобуска, води и слично. Потоа е предлогот auf или кратенка aufs, кој во превод значи над или врз. Се користи кога се зборува за хоризонтален дел, например врз масата, врз подот и слично. Потоа е предлогот vor, кој значи пред и се користи за градби или објекти. Следно е hinter, кој значи зад или позади, исто се користи за градби или објекти. Über, кој значи над или преку, се користи за предмети или објекти. Unter, под. Zwischen, кој значи помеѓу, се користи за градби, објекти или личности. И последно е предлогот neben, кој значи до или покрај нешто, исто се користи за градби, објекти и личности. Во долната табела ќе кажеме неколку примери. Реченици. Ich bin in Kino. Јас сум во кино. Во оваа реченица, глаголот sein, конјугиран како bin, е глагол sum, што е глагол во мирување, што значи дека ќе користиме датив. Ich gehe ins Kino. Јас одам во кино. Во овој случај го имаме глаголот gehen, кој значи оди, и тој глагол означува движење. Според тоа користиме акузатив во реченицата. И трет пример, Sie sind unter der Decke. Таа е под ќебето. Освен тоа, постојат и други предлози за место, кои ќе ги кажеме сега на кратко. Тоа се oben, кој значи од озгора или од горе, се користи за предмети или објекти.
Следен предлог unten, одоздола или оддолу. Hinten, одназад. И vorne, однапред. Сите 4 се користат за исто. Например, stellen Sie sich bitte hinten an. Застанете, ве молам, одназад. И von oben bis unten, од горе до долу. А сега накратко ќе кажеме исклучоци на предлозите. Ausnehmen für die Präpositionen. Исклучоци од правилата на предлозите, поради што државите и градовите немаат род од типот на der, die, das, затоа за нив предлогот останува in. Но исклучоци има при некои држави кои спаѓаат во женски род. Die Türkei или die Schweiz, или Турција и Швајцарија, каде акузатив е in die, а датив in der. Например, in der Schweiz, во Швајцарија. Следен исклучок од правилата е дека во некои случаеви zu, иако спаѓа во датив и не е во предлози кои варираат, понекогаш може да се користи во акузатив. Например, ich fahre zum Buchladen. Јас возам кон книжарата. Тоа беше се за предлозите, за место, а сега ќе извежбаме голем дел на примери, за да станат појасни. Das Geschenk ist für dich. Подарокот е за тебе. Diese Blumen ist für mich. Овие цвеќиња се за мене. Ich habe ein Geheimnis für meine Schwester. Имам една тајна за мојата сестра. Ich gehe die Stadt. Јас одам околу градот. Ich fliege die Welt. Јас летам околу светот. Gehen Sie durch den Park. Одете преку паркот. Läuft durch den Wald. Тој трча низ светот. Односно, тој трча низ шумата. Ich gehe durch die Tür. Јас одам низ вратата. Die Sonne scheint durchs Fenster. Сонцето свети преку прозорец. Übersetzt ohne Wörterbuch. Тој преведува без речник. Wir gehen ohne dich nach Hause. Ние одиме без тебе кон дома. Ich trinke Tee ohne Zucker. Јас пијам чај без шеќер. И viele Leute sind gegen Impfung. Многу луѓе се против вакцинирање. Ich bin nicht gegen Impfung. Јас не сум против вакцинирање. Ich bin gegen Rassismus. Јас сум против расизам. Was hast du gegen ihn? Што имаш ти против него? Gehen Sie die Straße entlang. Одете покрај улицата. И следен пример за овој предлог, ich gehe den Fluss entlang. Јас одам покрај реката. И со nach, heute gehen Sie nach Hause. Денес одите вие кон дома. Wir fliegen nach Spanien. Ние летаме кон Шпанија.
Wir gehen nach links. Ние одиме кон лево. Ова беа примери за предлозите за место во акузатив, означено во левиот ќош горе на табелата. Во следната табела имаме предлози за место во датив и нивни примери. Ich komme aus dem Theater. Јас доаѓам од театар. Ich komme aus Mazedonien. Јас доаѓам од Македонија. Max kommt aus der Schule. Max доаѓа од училиште. Ich komme von meinem Freund. Јас доаѓам од кај мојот пријател. Wir kommen von der Arbeit. Ние доаѓаме од работа. Ich komme vom Fitness. Јас доаѓам од фитнес. Sie kommt vom Flughafen. Таа доаѓа од аеродром. Ich bin bei meiner Schwester. Јас сум кај мојата сестра. Ich war bei Peter. Јас бев кај Петар. Er sitzt gerade beim Arzt. Тој седи сега кај докторот. Ich bin beim Fitness. Јас сум на фитнес. Wir sind beim Friseur. Јас сум кај фризерот. Или ние сме кај фризерот. Ich gehe zu meiner Mutter. Јас одам кај мојата мајка. Ich gehe zu Stefan. Јас одам кај Стефан. Er geht gerade zum Arzt. Тој оди сега на доктор. Ich gehe zur Arbeit. Јас одам на работа. Ich gehe zur Apotheke. Јас одам на аптека. Ich fliege mit dem Flugzeug. Јас летам со авион. Bist du mit dem Fahrrad gefahren? Извози ли ти со точакот? Gegenüber meinem Haus ist ein großer Park. Наспроти мојата куќа има поголем парк. Er wohnt gegenüber dem Park. Тој живее спроти паркот. А сега да видиме примери со предлози кои варираат меѓу акузатив и датив. Sie ist in der Schule. Таа е во училиште. Со зелена боја се означени дативните предлози, а со црвена ќе бидат од акузатив. Ich gehe in den Park. Јас одам во паркот. Ich gehe in die Türkei. Јас одам во Турција. Ich sehe Film im Kino. Јас гледам филм во кино. Wir waren im Schwimmbad. Ние бевме во базен. Der Bus steht an der Haltestelle. Автобусот стои на автобуска постојка. Ich fahre an den See. Јас возам до езеро. Ich war gestern am Meer. Јас бев вчера на море. Ich bin gestern aus Meer gefahren. Јас возев до море вчера. Ihr wartet an der Bushaltestelle. Ich stelle das Glas auf dem Tisch. Јас ја ставив чашата врз маса. Das Glas steht auf dem Tisch. Чашата стои врз масата. Er ist vor der Bäckerei. Тој е пред пекара. Das Auto steht vor dem Krankenhaus. Автомобилот стои пред болницата. Das Hotel ist hinter der Post. Хотелот е зад поштата.
Das Flugzeug ist über der Stadt. Авионот е над градот. Der Vogel fliegt über der Wolke. Птицата лета преку облаците. Die U-Bahn fährt unter die Häuser. U-Bahn вози под куќите. Er steht zwischen den Autos. Тој стои меѓу автомобилите. Wir fahren zwischen die Autos. Ние возиме меѓу автомобилите. Die Bank ist neben der Post. Банката е покрај поштата. Die Katze sitzt neben der Couch. Мачката седи покрај креветот. А овде ќе да правиме промена од реченица со акузатив во реченица со датив, користејќи го истиот предлог. Горната табела е за потсетување, а во долната ќе кажеме примери. Wir fahren zwischen die Autos. Ние возиме меѓу автомобилите. Wir stehen zwischen den Autos. Ние стоиме меѓу автомобилите. Ich gehe nach Hause. Јас одам кон куќата. Во датив би била Ich bin zu Hause. Јас сум во куќата. Sie geht hinter das Sofa. Таа оди зад креветот. Sie steht hinter dem Sofa. Таа стои зад креветот. Ich gehe ins Kino. Јас одам во кино. Ich sehe Film im Kino. Ich sehe Film im Kino. Јас гледам филм во кино. Andrea sitzt neben eine Frau. Андреја поминува покрај господјата. Andrea sitzt neben einer Frau. Андреја седи покрај господјата. И последна реченица, Ich fahre nach Deutschland. Јас возам кон Германија. Во датив би била Ich bin in Deutschland. Јас сум во Германија. Тоа беше се за предлозите, за време и за место. А сега мала вежба, да видиме што сте запамтиле. Пополнете го зборот кој недостига во реченицата од горе понудените. Јас правам одмор во Шпанија. Ich mache in Spanien Urlaub. Јас одам на училиште. Ich gehe zur Schule. Децата стојат на прозорецот. Die Kinder stehen am Fenster. Ich fahre. Јас возам кон Германија. Nach Deutschland. Јас одам на автобуска станица. Ich gehe zum Bahnhof. Ова беше последното видео од ниво A1 на курсот на каналот. Од следното видео ќе продолжиме со снимање на ниво A2. Се надеваме дека доволно објаснивме и ако ви се допадна видеото, поддржете не со лайк и субскрайб и очекувајте снимање на видеа за A2 ниво.